6 кривични пријави за дрвократци поднел секторот за внатрешни работи од Струмица во првата половина од годинава. За исто толку сторени кривични дела ќе одговараат 10 сторители. Од нив полицијата од сите станици кои ги покрива југоистокот запленила околу 39,5 кубни метри огревно дрво, информираат од СВР Струмица. Од таму додаваат дека во овој период не се евидентирани кривични дела за пустошење шуми. Истовремено, во овој период, струмичката полиција презела 3 акциски контроли во координација со екипи на Министерството за земјоделство. На ниво на Македонија само минатата година евидентирани биле 206 кривични дела по основ на кражба на дрва или пустошење шуми, со кои опфатени биле 243 сторители, против кои вкупно биле поднесени 174 кривични пријави, соопшти на конференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Станува збор за бесправно исечена дрвна маса, вредна речиси 11 милиони денари или точно 10 милиони 939 илјади денари, односно за неповратно загубени 24.841 метар кубен дрвна маса. Сакам да напоменам дека во рамките на кривични пријави, 28 од нив се однесуваат на 32 кривично пријавени службени лица, чија задача, меѓу другото, била и заштита на шумите. Годинава пак, заклучно со минатиот месец, одземени се речиси 2900 метри кубни безправно исечени дрвна маса, вредна речиси 6,5 милиони денари и при тоа во документираните 97 кривични дела поднесени се 77 кривични пријави со кои беа опфатени 110 лица. Се разбира, тука мора да се посочи податокот дека МВР во тесна соработка со Министерството за земјоделие и шумарство и водостопанство лани изведува 315 заеднички акциски контроли, при што беа одземени 607 метри кубни дрвна маса, додека годинава, односно во изминатиот период од 6 месеци, беа спроведени 359 заеднички акциски контроли, а беа одземени 510 метри кубна дрвна маса. Од Министерството за земјоделство велат дека шумите во Македонија уживаат посебна заштита согласно Уставот и тоа е примерна цел на државата, но пожарите, нелегалната и нерегистрирана сеча се голема закана по шумските ресурси, а често се поврзува со транснационалниот организиран криминал, со дефектите во институционалните контроли и неефективните институции.